Артан Груби на 7 идниот месец треба да каже дали се чувствува виновен за злоупотребата на 8 милиони евра во државна лотарија. Тој седна на обвинителната клупа, но почетокот на судењето се одложи. Судот денеска им ги даде доказите на адвокатите, па добие рок од 2 недели да спремат одбрана за обвинетите. Груби, кој е во куќен притвор, беше донесен со полициска придружба, но наместо на главниот влез беше спроведен преку гаражата на судот и влезот кој го користат вработените. Во судницата дојде со двајца адвокати. Покрај Гоце Ристески ќе го брани и Владимир Доневски, кој беше адвокат на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Освен Груби, за штетата од над 8 милиони евра се обвинети уште 7. Прво обвинетиот Парпарим Бајрами како поранешен директор на лотарија е во бегство, па на денешното судење се појави само неговиот адвокат. Нивната одбрана не сакаше да го коментира случајот. Прво сакале да ги видат доказите кои во картонски кутии денеска ги земаа од судницата. Па добро и како обвинението за предметот. Сега го добивме обвинението. Не сме го прочитали. Сега го добивме во судница. Па добро за преквалификувањето или за тоа. Да видиме што е точно напишано, ќе дадеме коментар. Сега го примаме обвинението. Ќе им се суди и на поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски, како и на членовите на надзорниот одбор на државната лотарија. За сите обвинителството најави дека поседува обемен доказен материјал. Злоупотребата на службената положба ќе ја докажува со 231 материјален доказ, а ќе бидат повикани и 7 сведоци. Изведувањето на доказите според обвинителството нема да трае долго. Материјалните докази со исклучок на вештачењето ќе ги изведам на едно рочиште. За вербалните ќе требаат 2 до 3 да завршиме, со оглед дека и одбраната ги има предложено за сведоци во директно испитување. Случајот го води судиката Билјана Шуплиновска-Јовески, која денеска кажа дека има намера да се одржуваат по 2 рочишта неделно. Закажа термини за следните 2 месеци, па до крајот на октомври е предвидено да се одржат вкупно 13 судски рочишта. Груби и другите обвинети се соочуваат со затворски казни до 5 години. Иако обвинителството во текот на истрагата ги гонеше за проневера во службата, за кое дело се предвидени високи затворски казни. По затворање на истрагата, од обвинителството објаснија дека обезбедените докази укажале дека лицата ја злоупотребиле службената положба. Се гонат дека дозволиле набавка на апарати за коцкање вредни над 8 милиони евра, иако, како што велат од обвинителството, знаеле дека државната лотарија нема право самостојно да организира игри на среќа. Тоа право претходно било доделено на друга фирма. Зоран Јаневски, Сител телевизија.